Соларни централи со производство од 850 мегавати се пуштени во употреба минатата година, што е вистински бум во енергетската транзиција во Македонија, изјави министерката за енергетика Сања Божиновска. Минатата 2025 година ја одбележа вистински бум на соларната енергија. Тој тренд продолжува и денес. Вкупниот инсталиран капацитет е околу 850 мегавати со јасен тренд на понатамошен раст. Постојаниот пораст на бројот на соларни електрани е резултат на зголемениот интерес од инвеститорите. Рапидно расте интересот и кај семејствата за кровно инсталирање на фотоволтаици. Благодарение на субвенциите, соларната енергија е подостапна од кога било и за домакинствата. Само во текот на 2025 година над 5000 домакинства инсталираа фотоволтаични системи, најмногу во урбаните центри како Скопје, Битола и Команово. Овие инвестиции не само што овозможуваат намалување на сметките за електрична енергија од 30 до 50%, туку имаат и значаен ефект врз намалување на јаглеродниот отпечаток, што е клучно во борбата против климатските промени и загадување на воздухот. Со ова темпо за краток период Македонија може да прерасне во енергетски транзицијски лидер, односно традиционалните извори на енергија да се заменат со еколошки. Минатата година за прв пат во Македонија државата доби годишен план за инвестиции. Во овој план има 481 барања за изградба на нови ветерни, соларни и гасни електрани. Посебно е прво важно што има интерес и за батериски системи за складирање енергија. Македонија има потенцијал, има визија и има капацитет да биде регионален пример за успешна енергетска транзиција. Ова, меѓу другото, денеска беше изнесено на панел дискусијата насловен како Соларен ден, чиста енергија во пракса, а по повод Меѓународниот ден на чистата енергија.